решението за консенсусът, лично прашање, неколку пати излета во предлагањето на промена, тоа е клучот на нашите очи консенсусот во национално. Можам да кажам дека тука имаме напредок на две прашања. Тоа е прашањето на односот према монетарната власт на државата, каде што мислим дека има консенсус на државата дека треба да се планира самостојност и дека тоа е во интерес на државата. И второто, оно што го направивме со владата Мано и
че дојдете до камионот и видели ме пари, беше, хај додиш ме филм. Али тоа да не сака сега да мислам дека правиме грев. Јас и на почетокот на првото кажам, че ако почитуваш институцијата, ако се научаме да почитуваме тој што направи, тоа ќе одиме напред. Ако ти основни постулати да ги научиш, а бе ние сме и повеќе од стандард. Значи, нашиот концепт од 2010 мислам дека е предознаен
висшето образование покрај училиштата. Уште еднаш морам да кажам да морам да престанеме да дискутираме за ова, туку да почнеме да работиме на тоа, затоа што тоа сега треба да се направи. Ќе треба помина 3 години, а веќе сме го поминале полпат. Моменталното законодавство е доволно добро. Имаме добро образование со Михаил Пупин, училиштето обука на учениците, имавме пред една година, значи за уште една година 30
плюс 5 килограми ги сакам македонските граѓани поради многу работи, меѓутоа упорноста не е една од нивните карактеристики. Значи, мора тие да дојдат да чукнат на нашата врата за да бидат добре
откриваме пазари, заради тоа што имаме поголем раст на износ, отколку увоз. И имаме одредени резултати. Најмногу секако е тоа што бизнисмените ги наоѓаат оние отворени можности кои што и политички ние ги создаваме како политичари. Честите средби пред помеѓу премиерите. Идеите за отварање one-stop shop, самите гранични премини. Пренесувањето на довербата на јавните администрации на сите земји. Сето тоа овозможува подобар амбиент за зголемување на поморската разлика. Има многу прашања за решавање. Ако отвориме, не знам, авионската линија Сараево, Подгорица, Скопје, да отвориме дополнителна можност за економската разлика источна. Но, она што Светската банка го кажа овде во медиите е дека нашите компании од сите земји од Западен Балкан и од Балкан трошат $1,000,000,000 годишно чекајќи на гранични премини. Или 80% од времето камионите го поминуваат на гранични премини, 20% на патишта. Тоа само по себе кажува какви бариери има да постојат за да може да се направи ваквата трговска размена и меѓусебната сорадника на Западен Балкан. А дефинитивно Западен Балкан не е веќе урета интегрирана бомба или слично. Се надам никој пат не. И 21. век е некако конечно да сам треба да кажем дека сме европејци. Има многу што работиме, треба многу што да учиме, но дефинитивно резултатите ги имаме на погледот. Не треба да бидеме задоволни со тие резултати. Потенцијалот е навистина огромен. Ама кога зборувам огромен потенцијалот, тоа значи за бизнисмените добри, за нас значи вакви параметри со кои што ќе се побавиме, кои што на крајот на денот, значи економски раст, значи GDP, значи работа.